Теренската екипа на Здраво Македонија и Канал 5 се наоѓа во домот на господинот Крста Делевски во скопската населба Карпош 3 и веднаш кога влеговме во овој стан, за жал можевме да забележиме многу лоши услови, дека немаат електрична енергија, а господинот Делевски живее со својата неподвижна мајка која има 74 години. Тој е наш редовен гледач, но ете имал некаков проблем, слушнал дека ние помагаме, се обидел своето решение да го најде во Канал 5 и во Здраво Македонија, затоа не повика да го видиме неговиот дом и условите во кои живее. Господине Делевски, кажете ни каков е вашиот проблем? Па, мојот проблем се состои од тоа што сум јас невработен, подолг временски период, некаде околу 7-8 години. Значи, буквално дома немаме никакви примења. Откако почина мојот татко 2009 година, ги поднесов сите документи за мојата мајка да наследи семената пензија од него, значи, ама испадна еден проблем што, 5 години не можеме да добиеме таа семена пензија, затоа што не можем да доставам оригинална венчаница. Проблемот се состои во тоа што моите се венчани во Ташкент, во сегашен Узбекистан, поранешна Русија, значи, и ја имам фотокопијата. Меѓутоа, они не ми ја признаваат и ми го бараат оригиналот на венчаница, јас не сум во можност да појдам во Узбекистан или да ја изведам на некој начин и не знам како тоа да го решам тој проблем. Како се доведе во ваква ситуација вашата мајка да остане неподвижна? Што и се случи? Така, значи, после мал краток период од, мислам, 5 месеци од како почина татко ми, го скрши едниот левиот колк. Направивме операција, после тоа, после година дена го скрши и десниот колк и од тогаш остана неподвижна. Значи, мал временски период се движеше на штаки кои после може да ги погледнете, се наоѓаат во спалната соба. И после тоа више легна и, мислам, изнамоштена и неподвижна. Значи, не е здравствено осигурена, ако појдам на матичен лекар, нели сега компјутерски се гледа дека не може да ја најдат, пошто не е здравствено осигурена. Не знам, сакам да ја помогнам, не знам како и затоа се обратив кај вас да побарам помош преку вашиот медиум, да институциите државни, мислам, излезат во пресрет некако да ни помогнат, затоа што буквално немаме никакви средства од никаде, значи ни социјална помош, ни ништо. Немате електрична енергија, колку време веќе? Грејење немаме 4 години, значи сме исклучени од грејење, значи откако почина татко ми, значи кога станавме без никакви финансиски средства, почна да произлегуваат сите проблеми, така да за краток период останавме без грејење, значи 4 години. Што правите зимно време? Се покриваме, сега више немам ништо, значи после може да погледнете, значи немам више со јоргани, со кебиња, со така да електрична енергија немаме веќе година дена. Колку време веќе не работите и зошто не работите? Дали сте се пријавиле во заводот за вработување? Така, значи не работам 8 години, мислам дека точно не сум вработен. Претходно работев во електростопанство. Откако се приватизира, значи кога се поделија на Елем, Мепсу и Евана, јас бев во Евана, кој после тоа искочи она што беше отпуштени од технолошки вишок, меѓу кои бев и јас, и од тогаш сум, значи, без работа. Што правите за јадење? Понекогаш одам по некој ресторан, што ме знаат, исфрлам ѓубре, за да ми дадат така малку храна и тоа е тоа. За да можете да преживеете. Што ви е најпотребно и на вас? Има многу работи што ви се потребни, сигурно, но што е она што е најпотребно на вас и на вашата мајка, затоа што рековте дека повеќе нема ни гардероба со која можете да облечете? Значи, буквално нема ништо што да ја облечам веќе, а најпотребно ми е, значи, струја, можам да кажам, електрична енергија и храна, облека, кебиња, јоргани, не знам, грејење за зимно време. Мислам дека тоа ми се непотребните, мислам поголема нега за незе, значи мајка ми не е избањата 4 години. Значи потребни покрај финансиски средства ви е некој човек што ќе може да ви помогне, затоа што веројатно и сами не можете да се справите со сето. Што она ипак жена, мајка ми е, значи све што треба, значи сите во креветот јаде кога имам што да дам да јаде, значи во креветот ги обавува сите работи, значи од мала нужда, голема нужда, значи све тоа го обавува во креветот, затоа што не е неподвижна. Ми е страв да ја
подигнам за да ја поместам, затоа што е толку изнамоштена и слаба да не ја повредам. Значи, потребно е нега, некоја пелени, не знам, стварно не знам што да кажам друго. Значи, пробав да прашам во социјално како следува за да земе некоја социјална помош, ми бара извод на родини, јас сум родена во Егејскиот дел на Македонија, значи не можам да го извадам тој извод на родини и не знам како да го изведам, они ми викаат па не знаеме, мора тие документи да ги приложиш, значи не може без тоа, па врати се назад, па значи кај да сум пошол, никаде не ми било излезено во пресред за да успеам за да добиам нешто. Ако реално зборуваме, нели најдобро решение е вие да најдете вработување, сигурна сум дека сакате да го сторите тоа. Какво искуство имате досега и ако некој можеби има потреба од некаков работник, можеби да се обрати кај вас? Така. Значи, во електростопанство работев во архивата како курир 10 години, значи, имам работено и други работи што ме повикале, нели, значи, граđевина, утовар, истовар, копање, косење на трева, одржување на двор, било што секогаш, значи, кој да ме повикал сум одел за да изведам ете, за да може да преживеем. Ете, драги гледачи, имавме можност да видиме во какви услови живее господинот Крсте Делевски. Верувајте, треба да се види и да се почувствува колку е неубаво и непријатно да се живее во еден ваков стан, затоа што, како што каже и самиот Крсте, нема услови ниту да испере нешто за него, ниту за неговата мајка, немаат што да јадат, немаат електрична енергија. Па затоа сите вие кои можете, кои имате да одвоите нешто од своето, може да слободно да ни сконтактирате за да му помогнеме на Крсте и на неговата мајка Цилја.